Безбедноста ни е во фокусот, но од различни аспекти. Со првиот гостин во студиото 3 на Македонската телевизија. Велам добро утро за деканот на факултетот за безбедност Никола Дујовски. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, поздрав за вас и за гледачите. Ајде ќе започнеме темата со ова што пред малку го видовме и акцијата, односно проектот кој што го реализира Министерството за внатрешни работи. Безбедноста на нашите деца изминативе години е доведена во прашање многу често. Ако се навратиме еве од здравствената криза па заканите за бомби минатата година, па до овие предизвици пред кои што сега се исправени и младите, а тоа се другите, ние како општество сме задолжени, професоре, да ги штитиме со сите расположиви средства. Така е, овие кампањи се многу корисни и добро е што Министерството за внатрешни работи во соработка се разбира и со други институции, меѓу кои што е Факултетот за безбедност, подолг временски период спроведуваат вакви превентивни кампањи. Свесни сме дека ова во голема мера ги подобрува безбедносните состојби во средните училишта и, за среќа, немаме состојби какви што имаше во Србија на почетокот на мај, за жал. Впрочем, подолг временски период, а особено од 2019 година па наваму, Министерството за внатрешни работи со засилени активности е присутно и во средните училишта, и на факултетите, и се дискутира отворено. Отворени се многу значајни форуми. Не е само дрогата, еве сега почнува нова кампања за дрогата, затоа што сме свесни дека особено лесните дроги се многу лесно достапни за младите луѓе, за средношколците посебно. Меѓутоа, во исто време се водат и бројни други кампањи за спречување на насилството, за свесноста за ризиците кои што ги носи социјалните мрежи, користењето на Facebook, на Instagram и на се друго, и опасноста на која што се изложени младите луѓе. И јас навистина ги поздравувам овие активности затоа што тие вродуваат со плод. Лично сум сведок на некои многу сериозни дискусии со колегите од Србија, особено од Министерството за внатрешни работи, кога, за жал, после трагедијата во основното училиште во Белград, не повикаа сите нас едноставно во регионот да го кажеме своето мислење, и ние деклариравме дека вакви превентивни активности кои што во Србија допрва ќе се планираат, ние спроведуваме веќе 5-6 години наназад. И тоа значително влијаеше да се смират состојбите. Веднаш кога се препозна дека во автобусите на јавниот градски превоз постојат некои групи на средношколци кои што можат да предизвикаат насилство, физички да нападнат или да учествуваат во тепачка, започнавме кампањи за да на некој начин ги смириме младите, поставивме камери во автобусите кои што многу помогна таквите состојби за ден или два да се надмират. И во оваа ситуација се надевам дека ќе имаме успех. Јас верувам во ваквите кампањи затоа што најдобар пристап за спречување на било каква небезбедност се токму превентивните кампањи. Самото присуство на полициските службеници во близина на средните училишта и комуникацијата која што особено од оделенијата за превенција, не само во Скопје, туку и во внатрешноста, ги прават униформираните полициски службеници, значи многу, особено кај младите. Многу често дискутираме кој треба да има поголемата одговорност, дали институциите или родителите, па некако се префрла топката од едни на други, но веројатно ова е совршен момент и за да упатиме порака дека сите се бориме за едно исто, сите сме на иста линија за доброто на нашите деца, зборуваме. Впрочем, одговорноста е заедничка. Не може да има доминантна институција, не може тоа да биде ниту семејството, ниту училиштето. Доколку разбереме дека еден интегриран пристап во кој што сите заеднички ќе придонесуваме, и родителите, и институциите, независно од образование, од внатрешни работи, од здравство, од било каде, работиме на заеднички кампањи, па дури и невладиниот сектор, еви гледаме преку ОПСЕ, но и другите меѓународни организации кои што се вклучени во ваквите активности кај нас, успеваме да го подигнеме нивото на свесност, особено кај помладите. Ним им е потребна поддршка. Не да ги насочуваме, не да ги водиме, туку да им помогнеме да го разберат светот на начин на кој што ќе ги подготви за и толку брзото темпо на промени кои што сега се случуваат. Затоа сметам дека можеме да влијаеме на нивната свест. Меѓутоа, тоа мора да го правиме отворено, срдечно, низ дискусии и разговори, не под закана на казна. Напротив, под отворени кампањи во кои што ќе ги вклучуваме младите. Не е доволно министерот Спасовски или професорите од факултетите и така натаму да дојдат во училиштата да поделат флаери. Напротив, треба да ги вклучуваме младите во бројни заеднички активности. Токму тоа и го правиме. Планираме, речиси секој семестар на факултетите можеме да слушнеме за зимски или летни школи, за заеднички активности на различни универзитети, на различни средни училишта, кога некои од нив се вклучени дури и во локалните тимови за превенција и така натаму. Младите мора да се чувствуваат корисни и да ги насочуваме и да ги подготвуваме за
животот се разбира. Не можам кога ќе дојдете во утринската програма да се фокусирам само на една тема, бидејќи има многу различни за кои што сакам да продискутираме, така ќе биде и ова утро. Имаме жешка политичка есен, темата во фокусот се уставните измени што ќе се случува со сето тоа. Па сакам малку да продискутираме и со вас. И Вашингтон и Брисел и политичарите и јавноста сме согласни дека местото на земјата е во Европската унија, но патиштата се чини се разидуваат кога ќе се спомена промената на македонскиот устав, зашто најжестоко се дискутира периодов. Безбедноста и интеграциите, велат вашите колеги и експерти, се тесно поврзани, затоа се зборуваше и на безбедносниот форум кој што се одржи изминативе денови во Охрид. Се разбира, безбедноста е во позадината на се, и на владењето во правото, и на добриот здравствен систем, и на квалитетните образовни политики. Доколку не успееме да постигнеме безбедност, не можеме да го развиваме општеството во посакуваниот правец. Не се само Брисел и Вашингтон тие кои што заговараат членство на Македонија во Европската унија, туку и граѓаните. Навистина сте во право, патот по кој што треба да се оди е различен за едната и другата политичка опција, меѓутоа крајот треба да биде ист за сите, а тоа е полноправно членство на државата во Европската унија. Ние за жал сме соочени и претходно и пред договорот со Грција, еве сега и со овие притисоци со многу непринципијални барања, нешто што ни една друга држава не го поминала, меѓутоа тоа е нашата реалност, тоа е фактот кој што ние не можеме да избегаме. Но членството во НАТО придонесе многу да бидеме сите помирни, да се чувствуваме побезбедно и да можеме во овие услови на војна на европско тло да размислуваме за развој, за напредок, а не за гол живот или за преживување. И тоа, и овде во ова студио многу пати сме разговарале колку се големи придобивките. Ние кои што сме во областа на безбедноста сме многу свесни дека без членството во НАТО ќе зборувавме за сосема поинакви практики во државата. Граѓаните немаше ни одблизу да бидат комотни како што се денес. Немаше да се справиме нити со енергетската криза, нити со корона кризата, нити со сите други предизвици кои што ги поминавме во изминатите години на начин на кој што го направивме тоа заеднички со другите земји членки на НАТО и на Европската унија, затоа што нашиот се уште е натаму. Меѓутоа Европа се менува, особено Европската унија се менува. Тие веќе ги носат и стратешкиот компас и новите смерници по кои што ќе се однесуваат, а во врска со заканата по безбедноста на цела Европа заради војната која што Русија ја води во Украина. И во овој контекст ние навистина мора да го продолжиме тој пат. Не постои друга алтернатива. Некогаш можеме во медиумите да слушнеме дека постојат други алтернативи. Постојат, но тие се далечни од нашата држава. Тие се толку далеко од Македонија што едноставно ниту знаеме за што зборуваме. Нема македонски компании кои што се ориентирани кон земјите од БРИКС и додека се постигне тоа, ако го свртиме политичкиот курс, се разбира, ќе поминат децении додека ние да се појавиме како некој сериозен играч на пазарите во Кина, Индија, Бразил и во другите држави. Но затоа е тука Германија, например, и затоа се другите западноевропски земји со кои што ние едноставно разменуваме се и во областа на безбедност, и во областа на економијата, и во областа на образованието. Студентите и професорите од факултетите патуваат на запад, во Европа. На универзитетите во Париз, во Берлин, во Виена. Не сум ни слушнал дека некој наш колега во изминативе години патувал во Москва на редовна основа, например. Или пак во некој од другите земји кои што се нудат како алтернатива на европските интеграции. Колку ја споменавте конфликтот Украина Русија, колку актуелните случувања таму се уште се закана за Балканот кој веќе носи епитет на нестабилно политичко подрачје извесен период? Представуваат закана, можеби не толку во директна смисла на безбедноста, колку закана по политичката стабилност, која што се разбира подосна може да предизвика и други безбедносни проблеми. Останува отворено прашањето на Косово, не знаеме што се случува деновиве на северот на Косово. Ќе се одржат таму наскоро избори, меѓутоа и во Босна, особено Република Српска, се уште има отворени жаришта на Балканот кои што се директно или индиректно поврзани со кризата во Украина. Се извинувам. Барем за сега нема потреба од грижа, нема потреба од стравување. Војната во Украина ќе биде долга, тоа е веќе факт. Не можеме да зборуваме за мировни решенија. Вчера се обиде Ердоган да издействува промена во однос на политиката на извозот на руското па и на украинското жито, меѓутоа се гледа дека председателот Путин се уште не е подготвен да преговара па дури низ овие работи кои што не се директно поврзани со воените действија. Година и 7 месеци по конфликтот, темата Украина Русија за нас граѓаните можеби не е толку интересна, но секако вие ја следите целата ситуација. Очекувавте некакви поинакви моменти од Сочи? Очекував договор, затоа што од негде мора да се тргне. Ова е договор кој што не е директно поврзан со воените действија, повеќе е договор поврзан со хуманиот пристап
на пристапот до храна на луѓето кои што ќе им биде потребно, но за жал еве гледаме дека напредокот е минимален. Сметам дека председателот Ердоган може да се наметне како фактор, може и понатаму да помогне. Меѓутоа да, веројатно е ова добар пристап да се започне со нешто што не е директно поврзано со војната, затоа што Украина е голема држава, навистина по територија таму фронтот е премногу широк за да можеме да разбереме какви воени дејствија се случуваат во глобала. Добро е што нема закани, барем во изминативе неколку недели, опасноста од нуклеарна катастрофа е избегната или да речам делумно контролирана. Не е добро тоа што воените дејствија продолжуваат по цивилни цели, не е добро што воопшто има такви дејствија. Меѓутоа, веројатно пристапот да се обидеме прво, да пристапиме кон нешто што не е директно поврзано со војната, а тоа е нели извозот на жито, потоа ќе биде природниот газ. Европа веќе декларираше пред неколку недели дека речиси целосно ги обезбеди своите потреби за газ за зимскиот период. Тоа значи дека ќе намали улогата или потребата од газ од Руската Федерација. Може да говори на тоа дека ќе очекуваме по зимата, јас не очекувам никакви промени во текот на зимскиот период, меѓутоа таму некаде наредната година веќе повторно да се навратиме на некакви обиди за мировно решавање или мирно решавање на овој конфликт. Тоа сакав да ве прашам, ми го дадовте одговорот, па ќе се прифрлам на малку поинаква тема. Во меѓувреме во сабота самитот Г20, еве вчера добивме потврда дека и кинескиот претседател нема да присуствува. Тоа беше можност генерално за средба со Бајден, двете суперсили да ги стабилизираат односите кои што се затегнати изминатиот период. Што можеме да очекуваме, професоре, од самитот? Ние како регион, не само Македонија, не би требало да очекуваме ништо. Некои посебни договори таму нема да се слушат, ќе се дискутира, се разбира, за жешките прашања, ќе се дискутира за рамнотежата на силите, меѓутоа тоа нема да влијае на регионот на Југоисточна Европа во глобала, затоа што председателот Бајден веќе пополека започнува да се подготвува за вториот мандат. Знаете, во Америка во овој период веќе почнуваат сосема поразлични пристапи кон глобалната светската политика, тие се вртат кон домашната политика. Фактот дека нема да присуствува кинескиот председател, но и многу други лидери, говори за тоа дека едноставно тој самит ќе биде самит кој што нема да има влијание, па дури ни по развојот на односите помеѓу нашата држава и Европската унија. Едноставно таму се политики кои што се далечни за нас. Ќе разговараат за климатските промени, ќе разговараат за глобалната безбедност, прашање во кои што ние не сме доволно големи играчи. Многу често кога се договараме за гостување во Македонија наутро, ми велите, Кристина, имам чувство дека сум често гостин кај вас, имали некаква опција нели да најдеме некој колега со кој што ќе разговараме, велам професор, ограничени ли се можностите? И сега во тој контекст сакам да ве прашам следно. Улогата на експертите по безбедност е клучна за секоја држава, но ги имаме ли доволно? Има ли професори кои да ве замени? Каков е интересот во моментов за студии на факултетот? Па факултетот за безбедност е се уште атрактивен, затоа што безбедноста во изминативе 7-8 години ја доближивме многу до младите, видоа дека станува збор за општи теми кои што можат да ги сретнат во секојдневието. Токму сега во време кога се и уписните рокови за студирање во новата генерација, горд сум да истакнам дека ние сме навистина задоволни од интересот кај младите. Имаше голем број на пријавени во првиот уписен рок, се надевам дека тоа ќе се повтори. Утре и задутре, впрочем, е вториот уписен рок и еве ги поканувам сите кои што се уште не се определија или не се запишаа во првиот уписен рок да поднесат документи за студирање на факултетот за безбедност, затоа што ќе се вклучат во нешто што значи наше секојдневие. Ние сме присутни буквално во се. На почетокот на разговорот кажав дека безбедноста мора да стои во позадина и на владењето на правото и на развојот на економскиот систем. Еден податок кој што е прилично интересен, а сакам да го споделам со вас. Во изминативе неколку години на факултетот за безбедност и генерално во безбедноста работат повеќе девојки отколку момчиња. Доколку пред 20 на 30 години ние бевме речиси генерации без девојки во полицијата, денеска доминантно студентите, но и вработувањата кои што се остваруваат во Министерството за внатрешни работи и во другите институции припаѓаат на жените и тоа ме прави особено среќен. И мене ме радува овој податок, професоре. За оние кои што во моментов млади не гледаат и се уште не се одлучиле што сакаат да студираат, кој е вашиот аргумент плюс зошто да за безбедност и каква е од друга страна какви се можностите на пазарот на трудот, бидејќи веројатно нели кога размислуваме за тоа што ќе студираме, размислуваме каде би се вработиле. Веројатно тоа е и најголемата предност на факултетот за безбедност. Најголем дел од нашите студенти се вработуваат во Министерството за внатрешни работи, но и во помалите безбедносни институции.
особено во наредниот период ќе има многу голема потреба од луѓе кои што ќе бидат стручни во областа на безбедноста. Министерството за внатрешни работи во постојан процес, отворен процес на прием на нови кандидати и за основни полициски службеници, меѓутоа и за раководните места, но и другите безбедносни институции исто така се во процес во кој што едноставно мора да примаат нови кадри, затоа што поради природниот одлив во пензија, но и поради луѓе кои што се одлучуваат да ги напуштат безбедносни институции, има навистина доволен број на отворени слободни места. На факултетот за безбедност дипломираат помалку од 100 кандидати во годината. Кај нас селекцијата е прилично голема. Образованието е поставено на високи основи и тоа ни е доволен аргумент да пред институциите настапиме со податок дека нашите студенти не се дури ни доволни за да ги пополнат потребните слободни работни места. Често изминативе години се зборува за квалитетот на образованието кој што може да го добијат и нашите студенти. Ова е еден од факултетите во кој што за квалитетот не се дискутира. Да, токму така нашите студиски програми се речиси идентични со студиските програми по безбедност во сите држави во овој дел во Европа сигурно. Соработуваме многу со нашите партнери, особено од Австрија, од Холандија, од Германија, од земјите од Балканот се разбира. И еве, упатувам апел до сите заинтересирани дека студиите по безбедност во Скопје, во Љубљана, во Амстердам се еднакви. Да не речам идентични, се разбира со спецификите на својата држава. Благодарам професора за гостувањето во Македонија наутро. Следното гостување може и со помлади колеги да го закажеме овде, па да продискутираме, да видиме какво е нивното искуство. Може така? Со задоволство. Благодарам многу за гостувањето во утринската програма.